200 години да го осудат, за родителиве на Фросин и за сестрата е џабе. Судот фино образложи дека го зеле предвид и неговото претходно однесување во сообраќај од 11 прекршоци за поминување на црвени светла, сообраќајки, ово, оно, и рече фино дека тоа е крајно несовесно и крајно дрско однесување во сообраќајот. Што значи како образложение тоа е супер и тоа се отежнувачки околности и тоа е сосема во ред. Заказнава не можам да зборам, сепак не сум овакво ни судија, ни правник. Досега е највисока во историјата на судство во наше, мислам. Но со оглед на овие отежнувачки околности што ги наведе судот и неговото образложение, значи можела да биде и повисока и немало да сгреша да дадат и повисока казна. Таквите муабети на бранителот од типот ова е незабележено во досегашната судска пракса, толкава казна, so what? Па до сега знаеме каква ни беше судската пракса, адвокате. За такво бахато однесување, разбојничко однесување во сообраќај од луѓе, за прегазени млади пешаци, деца постари добиваа по 2 години казна. Некои условно бе осудувани. Што треба се на таа пракса ние да се базираме и понатака? Па од негде мора да се почне, адвокате. Дечкова имаше таа несреќа да се почне од него, но глупо ми е да кажам не дека оваа судбина не ја заслужил. Ако се земе предвид на што све му наведе судот како се однесувал, и сите ние имаме деца, и сите ние гледаме, барем ние тука на Партизанска што живееме, какви џукели, какви шакали возат по улиците. И јас тоа одамна го повторувам. Што ако е булевар, што ако е тоа не е предвидено по некои таму сообраќајни правила, прописи, поименувани закони, значи треба на Партизанска да се стават 30 легнати полицајци. 30 на саат да возат тука. Е така возат шакалите по Партизанска, кои се пушти од Сара или од Ѓорче, 200 вози до центар. За моторџиеве ич да не прамуваме, за буката што ја ствараат, за брзината со која што возат. Така што, јас сум за тоа дека мора од негде да се почне. Штета и за тој дечкото, но не дека не си ја заслужи ваквата судбина. Ги гледав реакциите. Апелација може и да потврди, може и да ја зголеми казната, може и да ја намали, може да ја зголеми со оглед на образложението на судиката, затоа што барем тоа многу чисто го кажа, на што го кажав на самиот почеток. Дека се работи за прекршител кој што очигледно секое влагање у кола представувал ризик за другите учесници во сообраќајот и за вклучувајќи ги пешаците. 11 прекршоци да платиш, дури да лежиш, не знам, затвор за тоа што вика и дилал и не знам како да ви кажам. Така што во таков случај такви олеснителни околности наведени од одбраната од типот бил добар студент, добар спортист, можете да окачите на опашката на мачката. Но и во таква ситуација никога овде не го заболе дали некој бил добар син, добар спортист, добар студент. Оти добри синови по дома, добри спортисти, добри студенти знаеле да се однесуваат крајно нарцисоидно, крајно самобендисано, крајно дури на рап на психопатија во одредени ситуации на јавни места, особено во сообраќајот. Кушаваат, се обидуваат некој да го бранат, едноставно нема одбрана. Тој не е дете од 12-13 години што ја украло колата и влегло во кола. Секој од нашите деца можеше да биде на место на Фросина, да влезеш пијан у кола, да возиш преку 90 на саат, на зелено за пешачци, да удриш у пешак кој што у тој момент поминува на пешачки премин. Без возачка дозвола. Шо поише од тоа?
Да, веројатно му ја зели младоста у предвид, но на крајот на криштата после такво однесување некој треба да плати висока цена. Затоа можела пресудата да биде и поголема комотно. Пак ја повторам со оглед на тоа какво беше образложението на судиката, но да видим, мислам дека нема ни потреба да се протестира тоа е на некој начин завршена работа, треба само да се чека апелација, кој што навистина според она пресудата како ја слушнав, како звучеше, апелација може да се случи да зголеми таа казна. Се може се да одлучи апелација, но мислам дека за намалување нема да ја намали, тоа 100% сум сигурен, мислам 100% сигурен, интуирам дека нема да ја намали, повеќе ми се чини дека ќе ја потврди, но постојат исто така огромни шанси апелација да ја зголеми таа казна, што може би треба тоа да го направи, баш заради тоа да им се даде пример на сите останати учесници со сообраќајот, особено овие шакаливе по улициве што возат, овие потенцијалниве убици, самоубици, ме боли стојко мене сама ако сака нека се залепи у бандера со 200, нека си ебе мајка, ти чкур не ме боли за таквиот. Него што ќе земе на душа невини луѓе, пешаци и други учесници во сообраќајот што возат, нели, одредени превозни средства. Така што мислам дека и понатака од овој судски случај, од оваа пресуда треба да почне една нова пракса на пресудување во вакви ситуации, па наредните адвокати, бранители кои што ќе ги бранат наредните евентуални сторители на вакви грозоморни дела во областа на сообраќајот, да не можат веќе да се повикуваат на некои казни кои што беа скандалозни у најмала, да не употребам некој потежок и по вулгарен збор. Така што